Комуналната опрема и делови од јавната инфраструктура во Кочани редовно се мета на вандалско оштетување и уништување. Мерките што досега се преземени воопшто не даваат ефект. Безбедноста во сообраќајот на главните градски улици исто така е недоволна, особено во делот на почитувањето на законските одредби за забрането паркирање на пешачки премини, на тротоари, на кружните текови и во зелените јавни површини. Поради тоа се погласни се барањата во јавноста за поставување видеонадзор на јавните простори, со што полесно ќе може да се контролира, но и да се спречува недоличното однесување на поединци, а ќе помогне и во откривањето на сторителите. Истовремено ќе се обезбеди заштита на општинскиот имот, а ќе се подигне нивото на безбедност на јавно прометните површини. Минатата година на седница на Советот на општина Кочани, како советничко прашање, имаше барање општинската администрација да направи анализа за можноста да се постави видеонадзор. Ние, советниците, повторно беме повикувани преку социјалните медиуми за поставување на видеонадзор во градот. Јас би сакал во овој дел ние на координација разговаравме за оваа прашање, да видиме оваа во чија надлежност е и колку можеме да реагираме во тој дел. И да излеземе со соопштение дали е во наша надлежност ова. Бидејќи ностоп сме повикувани на оваа тема, со цел заштита на опремата на општината. Службите во општина Кочани тогаш најавија дека ќе се направи анализата за законска можност и финансиските трошоци за поставување видеокамери на јавните површини. Но една година подоцна, состојбата на терен е непроменета. Освен во Скопје, видеонадзорот како превентивна мерка веќе е воведен и во некои други општини, а позитивен пример е Кавадарци. Таму пред 4 години беа поставени безбедносни камери на главните крстосници и на јавните површини во градот. Според одлуката што е усвоил тамошниот општински совет, снимките од камерите, согласно законските прописи, можат да се користат и за истражни дејства при извршени кривични дела. Општина Кочани предвидува изградба на спортски терени на просторот под браната Градче во правец на југ по текот на Кочанска река. Се работи за неизградено земјиште, на кое се наоѓаат неколку соседни парцели со вкупна површина од околу 20 хектари. Според имотниот лист, тие се во државна сопственост, а катастарски се запишани како шума. Општината може да го прероди просторот како градежно земјиште за изградба на отворени и затворени спортски игралишта, односно типско повеќенаменско рекреативно игралиште. Целата постапка се уште е само на хартија. За да се овозможи евентуална реализација во иднина, неопходно е претходно да се решат другите правни обврски. Меѓу нив е и плаќањето на доместок за комуналии, што е законска обврска за секој инвеститор. Со оглед што во овој случај локалната самоуправа би се јавила како носител на инвестицијските активности, нелогично е самата на себе да си плаќа комуналии. Поради тоа, на седница на Советот, што е закажана за понеделник, е поднесен предлог за ослободување од плаќање на надоместокот. На Комисијата за финансии и буџет, што се одржа во четвртокот, оваа точка беше усвоена без дискусии, пошто како предлог е доставена и на усвојување пред Советот. Општина Зрновци упати апел за пријавување евентуална штета од минато неделното невреме. Жителите кои што имаат оштетување на имотот може да пријават најдоцна до 7 август. Образецот за пријавување може да се најде на веб страницата на општината и треба да се достави до Комисијата за проценка на штета од елементарна непогода. Кон пријавата треба да се приложат и копии од лична карта, трансакцијска сметка од договорот за закуп, како и фотографија од имотен лист, но и фотографија од материјалната штета. Територијата на општина Зрновци во неделата беше зафатена со краткотрајно невреме, проследено со врнежи од дожд и град, што остави видливи последици главно на земјоделските култури. Сообраќајните инспекцијски служби од општина Кочани во соработка со полициската станица за безбедност во сообраќајот на патиштата на неколку улици во централното градско подрачје спроведоа превентивна активност за зголемување на безбедноста на учесниците во сообраќајот. Службените лица предупредуваа, советуваа, а делеа и летоци и вода на пешаците, на мотоциклистите, велосипедистите, како и на возачите на моторни возила.
Акцијата е со цел да го подобри степенот на сообраќајната култура, но и да им посочи на учесниците во сообраќајот да се однесуваат совесно, безбедно и одговорно, како и да ги почитуваат правилата и прописите. Со тоа ќе придонесат за намалување на сообраќајните прекршоци и незгоди. Во меѓувреме, од Министерството за внатрешни работи информираат дека на подрачјето на секторот за внатрешни работи во изминатото деноноќие била спроведена акцијска контрола на возачите кои управуваат возила со брзина поголема од пропишаната. При контролата констатирани се 16 прекршоци, од кои 8 на отворен пат и 8 во населено место. Санкционирани били и други 17 видови прекршоци, од кои 3 за управување возило без возачка дозвола, по еден прекршок за техничко неисправно возило и за нерегистрирано возило, како и за возач почетник, по 3 казни за управување возило под дејство на алкохол и некористење на сигурносен појас, како и 5 санкции за непрописно паркирање. Во завршна фаза е фудбалскиот турнир во рамките на Илинденските спортски игри во Зрновци. Во понеделникот силите ги одмерија Бока Јуниорс и Жане, а резултатот беше нерешен 3:3. Веднаш по нив се сретнаа Фабијан и Соколарци, а резултатот беше 3:0 за екипата на Фабијан. Во третиот надпревар играа екипите на Илиев и Оризари, а победа извојува Илиев со резултатот 4:0. На надпреварот што се одигра во вторникот Булевар го совлада Зрновци со 5:1, а Жане славеше победа над Соколарци со 3:0. На третиот надпревар истиот ден екипата на Ривер Плата доживеа катастрофален пораст од 14:3 од тимот на Бока Јуниорс. Во средата се одиграа само 2 надпревара. Зрновци и Оризари завршија 5:1 за екипата на Зрновци. По нив Илиев го совлада Прибачево со 9:2. Според распоредот, четвртокот беше слободен ден, а по барање на екипите и двата дена од викендот ќе бидат слободни. Полуфиналната средба е закажана за понеделник, а финалето во вторник со почеток од 20 часот.